149 годишнината од реѓањето на идеологот на независна Македонија Гоце Делчев денеска се одбележа во цела држава. Најголемо значење на датумите поврзани со Делчев во регионот се посветува во истоменото Делчево и местото каде бил учител и ја спроведувал својата револуционерна дејност Штип. Гоце Делчев да го продолжи своите револуционерни напори за ослободување и создавање независна македонска држава која ќе биде дел од целокупниот Балкан, Балканска федерација, каде слободно ќе општат сите балкански народи. Гоце Делчев бил еден од најгласноговорните за оваа идеја за еднаш за секогаш да престане јаболкото на раздорот и конечно балканските земји да се обединат. Своје обраќање за големината и значењето на Делчев имаше и пратеникот ВМРО ДПМН Иван Јорданов. Денес одбележуваме 149 години од раѓањето на големиот македонец Гоце Делчев во место каде што се поставени темелите на револуционерната организација и во време кога се оспорува, оттуѓува, присвојува, сметаме дека повеќе од се е битно да се даде почит на овој великан за зачувување на Македонија и за зачувување на неговото дело. Како учител во револуционерно Новосело, Делчев дошол на 23 годишна возраст и тука пред револверот и камата ја дал револуционерната заклетва. Остатокот од својот живот го посветил на ширење на револуционерните идеи, организирал тајни канали за дистрибуција на оружје, заедно со револуционерите од Штип и регионот. Во така нареченото Гоцево школо, како што го нарекуваат штипјани, учел и неговиот 7 години помлад брат Мицо, кој бил предводник на првиот ученички будн во Штип. Загинал во 1901 година на роденденот на својот постар брат и идол Гоце Делчев. Годишнината од реѓањето на Гоце Делчев, освен во Штип, се одбележа и во Делчево, градот кој идеологот на македонската револуционерна борба го зел за свој патрон.